Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Македонија е на нозе. Граѓаните од цела Македонија, без разлика на политичка, национална, верска или било каква определба, заедно го крена својот глас во име на демократијата и слободата. Излегоа и продолжуваат. И секој ден се побројни. Секој ден се порешени дека ќе се борат за својата татковина, ќе се борат против криминалот и злоупотребите, ќе се борат за правда, за слобода, за еднаквост. Ќе се борат за себе, за своите деца и родители, ќе се борат за своите внуци и нашата заедничка иднина. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, коалицијата и потписниците на платформата за демократска Македонија ги делиме истите вредности и определби со граѓаните кои што протестираат и јасно и гласно го изразуваат незадоволството од режимот на Груевски. Воедно порачува. Ја почитуваме иницијативата на европратениците и комесарот Хан за средба на лидерите на партиите потписнички на договорот од Пржино во Виена. За Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да учествува на средбата во Виена, неопходно е да се исполнат два предуслови. Прво, Иванов да ги повлече сите срамни одлуки за помилување, што ги донесе по нарачка на Никола Груевски, спротивно на Уставот и законите. И второ, да се свика собранието за да ја повлече одлуката за одржување на избори на 5 јуни поради неисполнети клучни услови за регуларни, слободни, фер и кредибилни избори. Никола Груевски, Ѓорги Иванов, Трајко Велјановски и ВМРО ДПМН во координирана акција го погребаа договорот од Пржино. Ги срушија сите принципи на кои што тој почиваше. Организирање фер и демократски избори, одговорност за сторениот криминал, преод на влада. Заради ваквото нивно однесување, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не може да се врати на преговарачката маса како ништо да не се случило. За преговарачкиот процес да стане возможен, ВМРО ДПМН мора да покаже дека договореното ќе го почитува. Во Македонија мора да има и ќе има регуларни, фер и слободни избори со прочистен избирачки список, реформи во медиумите и одвојување на партијата од државата. За враќање на довербата во правото и правната држава мора да се обезбеди нормално функционирање и целосна поддршка на работата на независната институција, специјално јавно обвинителство. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сите слободоумни граѓани и цела демократска Македонија заедно ја продолжуваат битката за враќање на слободата и демократијата, за враќање на уставниот поредок. Или Груевски, или Македонија. Ви благодарам. Повелете прашање за новинарите. Повелете. Ovo oficijalno znači дека... Микрофони имаме? Нема. Повелете. Ovo oficijalno znači дека опозицијата и граѓанските организации се за неидење во Виена. Ајде да дополнам јас, бидејќи е евидентно дека ова што вие го правите нема да се исполни. Ако сака Груевски, Ѓорги Иванов и Трајко Велјановски, за 2 часа може да го исполнат. Одлуката да ја повлечат за аболиција и да го свика собранието за укинување на одлуката за распишување на избори. 2 часа се потребни за оваа работа. Противно нема да одите на средбата во Виена? Да. Доколку овие два предуслови не се исполнат, ние нема да одиме на средбата во Виена. Што ако идете, значи ќе потреби што потреби. Не замислиме дека не се случи. Сакате да кажете што ако се исполнат овие два предуслови? Со кој плюс екстра се дозите од опозицијата? Значи, нели оставуваат некои недорешености од Пржинскиот договор, од последните средби и така натаму. Ево вака, едно резиме за да биде јасно на јавност. Се што досега е исполнето од договорот од Пржина е: опозицијата се врати во парламентот, опозицијата прекина да ги објавува бомбите и опозицијата ги достави материјалите на специјалното јавно обвинителство. Се сеќавате на нешто друго исполнето од договорот од Пржина? Не постои ништо. Уништена е организација на влада за спроведување на изборите. Нема регулирани медиуми, нема прочистен избирачки список, нема оделување на партијата од државата. Нема амбиент кој што треба да ја ослободи слободната волја на граѓаните. Духот на договорот
Целта на договорот од Пржино е регуларни, фер и демократски избори. Сите отстапки досега што се направени се само од страна на опозицијата. И безобразно пред очите на јавноста до ден денеска, вклучително и денеска, се кршат закони, се погазува уставот во институциите кои што се дел од Организација на влада за спроведување на изборите. Повелете? Позицијата на министрите и замениците, односно за потенцијалните заменици министри во владата и до кога ќе останат таму. Дали се едноставно статисти или како да речам англиски? Една работа. Кога веќе се заробени од страна на власта и немаат можност како да отстапат од самите министерства, тие мора да го почитуваат уставот и законот. Ние се бориме за уставот и законот и неговото почитување. Од тој аспект, се што е согласно закон и устав, тие тоа го работат. Се што е спротивно на закон и устав, се обидуваат да го спречат. Како што е, например, незаконската одлука на влада за разрешување на огромен број на припадници на МВР или вработени во Министерството за труд и социјална политика или низините подрачни оделенија. Ова одлука на владата е незаконска и секое нејзино спроведување повлекува кривична одговорност. До тука може да направат. Повеќе и не може што да направат. Секако, законот ги обврзува на одредени одговорности во функција на граѓаните. Употребата на специјалните единици, хеликоптерите, социјалните помошти по сите категории во Министерството за труд и социјална политика и безброј работи. Се што ќе предизвика евентуално загрозување на интересите на граѓаните, тие тоа нема да го дозволат. И овде се принципиелно поставени тоа што можат да го прават. Тоа што не можат, им е одземено, не можат. Господине Заев, ако еве овие два услови се исполнат и се оди на преговори во Виена, дали уште сметате дека тој формат на функционирање на извршната власт преку оваква преодна влада со инпут на министри ваши во некои ресори е решението или треба да се оди на експертска влада каде што политичките партии би биле надвор од целиот процес за да се изреализираат реформите без влијанија партии? Само ќе ве подсетам, нашите барања, додека го споделувавме проектот Вистината за Македонија со граѓаните, беа толку широки, експертска, технократска, политичка, каква и да е. Се што е во интерес на граѓаните да обезбеди практична примена на законите во имплементацијата заради организација на регуларни фери демократски избори. Се постигна договор таа да биде преодна влада, со отстапени 2 ресори и 3 дополнителни заменици министри. Ние немаме предрасуда во оваа работа. Ако треба да е експертска, нека е експертска. Ако треба да е широка коалиција, нека е широка коалиција. Се што е во интерес на државата. А во моментот највисок интерес на државата е првиот чекор кон враќање на демократските институции и на Македонија во нормала. Регуларни, фер и демократски избори. Сите можности се отворени. Ние сме конструктивни и ние сме флексибилни. Конечната цел ја знаеме. Тоа е интересот на граѓаните и на државата. Ако овие два предуслови бидат исполнети, можеме да разговараме за сите форми на организација на влада за спроведување на изборите. Немаме предрасуди. Ако покажало одредена слабост ваквото функционирање, спремни сме за нешто што е уште поефикасно во интерес на граѓаните, не во интерес на опозицијата. На граѓаните. Рековме, конечна цел е споделена одговорност на власта и опозицијата во реализацијата на процесот на изборите. Пред кампања, кампања и денот на изборите. Ќе продолжите ли со протестите и како коментирате тоа што е за утре најавната група за одбрана на Македонија и веќе се најавува сценарија на крвопроливање, стравувате ли од судите? Една работа, ние продолжуваме да се приклучуваме на протестите. Протестите се организирани од граѓаните, преку протестирам. Ние ги поддржуваме, односно сме на иста линија со сите нивни ставови и аргументации за овие протести. И овде сме солидарни со нив. И уште еднаш апелирам до граѓаните да продолжат да ги поддржуваат овие протести. Тоа е демократско право и треба да растат протестите. И во обем, во моментот, сум горд политичар и граѓани на оваа земја за тоа што го прават граѓаните. И тоа го кажувам секаде и го споделувам овде јавно. И знам дека ќе растат. И ќе растат и по градови и по обем на луѓе што протестираат. Но апелирам. Апелирам на внимателност. Апелирам на ненасилство. Апелирам на мирен протест. Кој има корист да се запрашиме од насилство? Само власта во заминување. Никој не посакува на Македонија никакви видови на сценарија.
Сите и посакуваме на Македонија по полек да се врати во нормала, да ги врати демократските институции и граѓаните да го добијат спокојот кој што толку долго време го чекат во земја која што ќе ги даде сите можности подеднакво за сите граѓани. Господине Заев, дали известите Европската тројка и Еврокомесарот Хан за вашите барања, односно услови? Известени се, сите што треба да бидат известени, најважно е известувањето пред граѓаните, а преку оваа пресконференција секако и представниците на меѓународната заедница. Повелете други прашања? Сценарија, господине Заев, се споменува едно од помеѓуните дека винаги било можено Имаме пријатели, многу драгоцени и значајни како Македонија. И никој да не ја доведе во прашање довербата на тие пријатели кои што видовме како во рамките на уставот, законите и меѓународните конвенции кои што нашиот парламент ги има освоено и помагаат на државата на принципиелен начин, исклучиво во интересите на Македонија. Вакви глупости кои што може да прочитаме од некој се само глупости и ништо повеќе. Сето она што го прави меѓународната заедница е добронамерно кон Македонија и фала многу за целата ова работа. Секако тој дел што зависи од нас, граѓаните, ние тој дел треба да го направиме, а тоа е и ние заедно во рамките на уставот и законот, во рамките на ненасилието и мирните процеси да обезбедиме регуларни, фер и демократски избори како прв чекор кон враќање на демократските институции и нормализација на државата. Од тука уште еднаш само апелирам дека ваквите глупости кои што излегуваат од луѓето во земјинување и нивните сателити ќе ги има најверојатно се повеќе и повеќе, но се само глупости и ништо повеќе. Повелете други прашања дали има. Ви благодарам на сите за присуствието.